Добро вечер на сите. Ви благодарам што ни се придруживте. Нашата тема за денес е како злоставувањето влијае во животот на една личност. Често слушаме за злоставување. Па само замислете, како бесконечно битие, вашата природа е ширење, простор. Бидејќи ова е начин на кој што се конектираме со универзумот, со текот на енергијата, како ние сите да кажеме во заедништвото сме конектирани. Од моментот на злоставување, секако целта на злоставување е да ве смали, па отпосле злоставување вие се дистанцирате од универзумот, односно се одвојувате од вашата моќ. Ова е една од големите работи кое што за време на абјуз и за време на злоставување и отпосле злоставување ве повредува многу лошо. До степен да не се верувате на себе си дека сте во право, дека имате моќ, започнувате да се запрашувате за се, всушност се преиспитувате себе си за се преиспитувате за вашето знаење, за вашите капацитети. Ова е еден од поголемите ефекти, а друг ефект е дека злоставувањето влијае и на нашето тело. Односно, секоја клетка во нашето тело има систем кој што се вика систем на заклучување. И тој дозволува на секоја клетка во вашето тело да има капацитет за примање. Да има капацитет за примање на енергија. И да ја препраќа таа енергија до другите клетки. А секако може таа енергија и сам да ја генерира. Ова се 4 капацитети кои што нашето тело ги има. И откако ќе заклучиме заклучување во нашето тело, злоставувањето всушност почнува да го лимитира нашето тело. For example, some of your cells or tissues or organs will not be able to receive energy. Or some of them will not be able to maintain, like hold on to energy. Some of them will not be able to generate дел од нашите клетки или од нашите органи не работат правилно. And it will become sort of like too intense, too stressed. And it creates illnesses or aging in the body. Злоставувањето знае и да го остари нашето тело, да ја остари нашата кожа, а и да креира заболувања во нашиот организам. Имаме тродневна обука за абјуз, за злоставување, една од точките е тоа да ги разјасниме сите различни форми и облици во кои што ни доаѓа злоставувањето. За отпосле да можеме да ги видиме и да ги препознаеме тие ситуации или да ги видиме и препознаеме луѓето кои што не злоставуваат. Па така би можеле во иднина би можеле да си поставиме граници, за да луѓето кои што не злоставуваат не можат да не злоставуваат. Ке можеме да препознаеме, оваа личност пробува да ме контролира. Оваа личност пробува да го уништи моето здравје, да ја уништи мојата моќ. Оваа личност пробува да ме лимитира. Една работа е да ги препознаеме овие работи или ситуации во нашиот живот, а другиот дел е тоа што очигледно
like abuse happen to everyone. Злоставувањето му се случува на Lower секој. level or higher level, like not much intense abuse during your whole life. Не or со very ист intense интензитет, situations меѓутоа that е were abusing присутно. you. Like, of course, not Во секој everyone живот. get physically abused or Секако sexually не abused, секој е but there is злоставуван also физички emotional или abuse сексуално, or mental abuse. но And тука these постојат different и forms of емоционално abuse злоставување also или have a ментално very bad злоставување, effect on our body, кои што исто so така on our оставаат health, and голем also трак на on нашето us as тело a и на being. нашето здравје, Because it makes us believe that we are not capable, we are not right, we don't have powers, and so on. So therefore, it doesn't allow you, for example, to create that business, to create that financial reality that со you тоа не desire ти to have. дозволува Or it да doesn't ја allow you креираш, to create, да го креираш твојот a бизнис, да ја relationship креираш that would твојата work for you. финансиска реалност, But because која of што ја being сакаш, abused so many times, maybe you will или не see, ти дозволува да like, креираш for a partner романтична that врска, actually doesn't work for you, but abuse каква it што сакаш. again and again and again. So if you would like to get out from these Па ако сакаш да cycles излезеш од where you keep running овој the same магичен circle круг again and again, like you во кој keep што се вртиш creating постојано, new businesses се and then вртиш you како во fail луп. and then you have to Креираш restart, нови hoping that next time it бизниси, will work па better, but it пропаѓаат, will work the same way, so you па can пак fail почнуваш, again. Or меѓутоа you start моментот е new што сите тие relationships, бизниси или тие врски или што и да започнеш, it ти го turns out креираш very soon од истата that the енергија new на one is just злоставување. as well abusive as the Па previous така се one додека was. не се смени енергијата, не ни се менува ни реалноста. It would be really, really important for everyone to recognize those Би people било who are многу abusive and those situations Би that било are многу abusive. важно за Is секој од one нас да thing. може да And also to препознае recognize what кои kind of луѓе или кои abuse ситуации is се out there. злоставувачки Like, за what is него, the abuse that they try to apply on you? Like, which какво area of your злоставување life is луѓето attacked? пробуваат да Or which area of your life they try to destroy? For example, it's your, like, let's say, if it's emotional abuse, they try to make you believe that, you are not good enough, you are not lovable. Ако се работи за емоционално злоставување, тие пробуваат да ве уверат дека вие не сте доволно добри, вие не сте вредни за да некој ве сака. Без разлика колку и да сте добри, постојано се бара од вас повеќе, односно се бара нели да ги проследите захтевите, всушност очекувањата на сите луѓе околу вас. Не сте доволно интелигентни, не знаете доволно, немате доволно искуство. Или кога се работи за физичко злоставување, тие пробуваат да ви скршат силата, да ви го повредат телото, да физички да ве присилат да направите нешто што тие сакаат вие да го направите. Постои и спиритуално или религиско злоставување. Тука злоставувачот ги таргетира вашите религиски уверувања и на тој начин ве напаѓа. Доколку се работи за финансиски абјуз, овие луѓе пробуваат да ви направат дека да се чувствувате дека не можете сами да ја креирате вашата финансиска реалност, поточно вие не можете да креирате финансии без нив, дека мора да зависите од нив, од злоставувачот мора да зависите. Па така има многу различни форми на злоставување. Секако го има и оној момент кога сте во токсична врска, каде што вашиот партнер ви прави да се чувствувате и да изгледате глупаво. Постојано ви вели дека не сте доволно добри, не сте доволно вашиот секс не е доволно добар, бојата на вашата коса или било што друго на вашето тело или во врска со вас не е доволно добро. И на тој начин продолжуваат да ве повредуваат. Па има многу различни начини на абјуз, на злоставување.
И многу е важно за сите да можат да препознаат кои се тие луѓе, кои се тие ситуации и во кои области на животот сте злоставувани. И во која форма сте злоставувани. Другите капацитети за злоставување другиот капацитет за злоставување е тоа што злоставувањето може да се исчисти и од вашето тело и од вашето битие, се со цел да не останете во тој луп на жртва, без разлика за какво злоставување се работи. Да можете да ги исчистите сите форми на злоставување од вашето тело. За тоа имаме неколку телесни процеси кои што ќе ги поминаме и ќе ги научите на обуката. Па отпосле можете да си ги правите, да ги работите процесите на себе си, на луѓе во вашето семејство, на луѓе кои што ви се вас блиски. Доколку работите со клиенти, можете овие третмани и да ги користите за работа со клиенти. Што се случува со злоставувањето кога тоа нема да се исчисти, тоа продолжува да ја креира таа енергија на злоставување во вашето тело. Па со самото тоа ве форсира да продолжите да избирате на ист начин, да избирате ист профил на луѓе, ист профил на ситуации, каде што повторно и повторно ќе бидете злоставувани. Дури ако прекинете токсична врска, следната врска со следниот партнер ќе биде исто така токсична. Па доколку сакате да избегнете таква иднина, ќе мора да изберете различно. Многу луѓе отпосле обуката на злоставување, многу луѓе како резултат на злоставување, се извинувам, отпосле не си веруваат на себе си, не се осеќаат доволно снажни, моќни, вредни, достојни. Дури да искреираат негувачка врска и негувачки партнер, тие од страв за да не ги повреди, ќе се повлечат. Into any situation, so you can leave that situation, you can leave that partner, and you can create something. Треба да разберете дека не сте заклучени во ниедна од тие ситуации, така да можете да ја напуштите таа врска, да го напуштите работното место, едноставно можете да излезете од се. Дали имаме некои прашања до сега? Дали некој сака да постави прашања? Една од неверојатните работи со овие процеси е тоа што можеш да се фокусираш на тоа да исчистиш одредена форма на злоставување. Например, да работиш на финансиско злоставување или на емоционално злоставување, на физичко злоставување, на спиритуално злоставување, на сексуално злоставување, на сите форми на злоставување. Можеш да избереш на која тема сакаш да работиш или можеш да работиш во глобала, мислам да ги опфатиш сите теми. Системот на заклучување
нанесува штета на тој начин на кој што го заклучуваме злоставувањето во своето тело. Природниот капацитет на вашето тело е примање. Вашето тело може да прима. Тоа е природен капацитет, што значи дека вашето тело е поврзано со универзумот. Па како резултат на злоставување, дури ако не е физичко злоставување, резултатот на злоставување е тоа што ти почнуваш да ги ограничуваш своите капацитети на примање. Како, например, ти сакаш да имаш негувачка врска, меѓутоа ако ќе ви се појави негувачки партнер кој што е доволно нежен, вие ќе бидете во страв да примате од него, бидејќи секогаш мислите дека нели доколку се навикнете на нежноста и на убавината, секако дека отпосле тоа, во следниот момент, партнерот ќе го искористи тој момент да ве повреди, па на вашето тело не му дозволувате да се препушти и да прима, на база на траумата која што од претходните врски ја имате заклучена во вашето тело. И на тој начин функционирате по некој автоматизам на база на претходни искуства. Okay, so one question was how to get rid of abuse. Like, as I mentioned, there are two areas where abuse can attach to you. One is that your body, and for that we have special body processes. You can run it on the body. And another thing is, it's your being, your energetic system, your belief systems. That's where also we'll have an effect of the abuse. Другата сфера е вашиот систем на уверувања. Тука користиме енергетски клиринзи кои што ја отстрануваат енергијата во вашето битие, меѓутоа доколку чистиме само со клиринзи, ние траумата ја отстрануваме од нашето битие, но таа останува заклучена во нашето тело. Па секако, ако сакаме абјузот трајно да го отстраниме, треба да работиме на двете сфери во исто време. Because what happens once you start to realize what are the different forms of abuse and you have more Еднаш кога ќе почнеш да разбираш кои се различните форми на злоставување, почнуваш да ги препознаваш. What are the types of abuse? I just covered it before, but I can, cover it again. So there is like emotional abuse, there is mental abuse. Like emotional abuse, it means постои емоционално злоставување. If you don't act the way I want you to act, then I don't like you. Кое што се прави на начин, ако не се однесуваш онака како што јас сакам ти да се однесуваш, тогаш јас тебе не те сакам. Ова е ментално злоставување и обично го користат луѓето кои што сакаат да имаат контрола над вас. На вашето работно место може да ви кажат дека немате доволно работно искуство или не сте доволно долго во компанијата за да разберете како работите се одвиваат овдека. Имаме и финансиско злоставување каде што, например, во романтична врска вашиот партнер заработува, а вие не заработувате бидејќи така сте договорени, нема врска. А тој на вас не ви пружа ништо, тоа е финансиско злоставување. Или ако шефот на работа ве викне да работите за викенд, меѓутоа тие не сакаат да ви ги платат дополнителните часови кои што ги работите, па секако злоставување е секоја она ситуација која што ве форсира да направите избор кој што не го сакате,
И ако не го направите изборот, ќе нели следува соодветна казна, односно на работа ќе добиете отказ, ќе ја раскинете романтичната врска и бла бла бла. Во физичко злоставување, личноста која што ве злоставува всушност ве претепува, му нанесува повреда на вашето тело. Сексуално злоставување е кога некој над вас врши сексуално злоставување. Сексуалното злоставување не е само чинот на силување, туку злоставување е исто, дури и ако некој ви вика дека нели си носи уверувања дека сите жени се грешни, само затоа што се жени, ако она веќе се родила нели како жена, ако избрала да се роди како жена, таа е грешница, бидејќи сите ние потекнуваме од Ева, а таа го има изедена јаболкото и сега сите сме казнети за цела вечност и во сите векови. Луѓе, ова е злоставување. Постојат и токсични врски кај што вашиот партнер ве злоставува на различни форми. Постои и самозлоставување, каде што вие самите себе си се злоставувате. Например, со вашите навики во исхрана, го злоставувате вашето тело на начин на кој што го форсирате да работи напорно, да не спие, да вежба напорно, да не јадете доволно, не пиете доволно. Го злоставувате да не јаде доволно, да не пие доволно. Го злоставувате кога ќе направите нешто што не се вклопува во очекувањата од другите. Злоставување и кога некој ви прави да не верувате во своите 5 сетила. А тоа се нели мирис, вкус, вид. Играат такви умствени игри со вас и ви вршат геслайтинг, односно ве носат во една состојба во која што вие од тука понатака повеќе не верувате на работите кои што ги гледате, гледате нешто, а не верувате дека го гледате тоа нешто што го гледате. Ќе слушнете нешто, а не си верувате на себе си што сте слушнале. Ќе почувствувате нешто, а нема да верувате дека сте почувствувале. Ова е геслайтинг. Исто така е злоставување. Yes. For what? But no path for the clearing, and also the clearings are part of the. Па секако клиринзите се дел од обуката и од воведот. Главната цел на денешниот повик беше да ви ги покажеме различните сфери на кои што злоставувањето влијае во нечи живот. Например, замислете дека сакате да искреирате финансиска реалност, каде што ќе можете успешно да го водите вашиот бизнис, каде што ќе сакате да се наоѓате во среќна врска, да имате убава енергија со вашето семејство.
например сте емоционално, например доколку сте емоционално злоставувани, секогаш себе си ќе се ставате на второ место, никогаш нема да сте си доволно важни самите на себе си за да си ги остварите вашите соништа, секогаш некој друг или нешто друго ќе биде поважно од вас. Или ако некој ви врши геслайтинг, тој момент вас ве тој момент вас многу ве обесхрабрува, бидејќи вие од тој момент понатака не си верувате на своите сетила. Како може понатака да имате како може да имате здрав сексуален живот доколку сте злоставувани сексуално? Тоа злоставување секако има удел врз капацитетот на примање на вашето тело, секако има удел во тоа дали како ќе доживеете оргазам. Нема да ви се намали капацитетот да изберете, меѓутоа вие никогаш нема да ги искористите вашите моќи и капацитети да креирате нешто за себе си, бидејќи злоставувањето кое што го држите заклучено во вашето тело вас ве враќа назад. Или дури да започнете нешто, многу ќе се мачите во тој процес. Всушност, злоставување заклучено во вашето тело и во вашето биде, вас ве кошта многу енергија и не ви дозволува да бидете присутни со себе си и со вашите избори. Па ако не можете да бидете присутни, не можете да следите ни енергијата на вашите избори. Зошто би избрале нешто кога немате моќ да го остварите тоа нешто? Нема да си верувате самите на себе си и ќе ги пуштате другите луѓе да прават избори наместо вас. Па така сите ќе можат да си го направат животот многу подобар и да имаат поголема леснотија и повеќе да се забавуваат. Дали имаме уште некој прашање? During the class, which is going to be on the 13th, 14th and 15th of March, somewhere in the Balkan region. Обуката ќе се одржи од 13 до 15 март. Локацијата ќе ви ја споделиме подоцна. Ќе ви спратиме и детали во врска со обуката. Меги, ево, дали ќе уствари дали на течају? Ja sam bila na tečaju, ali evo, pitanja zbog drugih, da li ti telesni procesi koji se rade na tečaju omogućuju da se na lakši način prepozna energija otpuštanja tih trauma, bez obzira na svesnost. Možemo da budemo svesni nečega, ali da ti efekti u nama žive. Okay. Yes, so thank you for the question. Actually, this is one of the great things that when people are abused, most of the time they get used to it.
Моментот е што кога човек е злоставуван во најголем дел од во случаеви, човекот се навикнува на тоа злоставување, се навикнува да го носи тој товар на своите раменици до степен до кој што веќе него ни препознава. Значи, личноста живее во злоставување, постојано е злоставувано, меѓутоа не може да го препознае тој момент на злоставување. Отпосле помината обука, многу луѓе се јавуваат со фидбек дека всушност не ни забележувале дека носат таков товар во нивните животи. Друга работа е тоа што откако ќе ги отпуштиш овие форми на злоставување, начинот на кој што ги гледаш работите почнува да се менува. Например, доколку се работело за финансиско злоставување, начинот на кој што ги креирате парите се менува. Почнувате да имате многу поголема леснотија со креирање. Почнувате да ја препознавате и да ја гледате својата моќ. Почнувате всушност да работите во насока за да ги остварите своите соништа. Откако ќе се отстрани ефектот на злоставување, одеднаш станувате многу попросторни, имате подобар пристап до вашата свесност, подобар пристап до вашите капацитети, до вашата моќ, до вашата контрола, до вашата креативност. Отпосле обуката добиваме многу позитивни коментари, дека луѓето се чувствуваат многу посамоуверено, дека имаат моќ да ги остварат своите соништа, имаат моќ да застанат и да се одбранат себе си, да застанат зад себе, да не живеат повеќе во злоставување и во моментот на жртва, во улогата на жртва. И секако, често луѓето пријавуваат дека некои болести или состојби кои што ги имале долги години, конечно се излечени, не се присутни повеќе, затоа што тоа е затоа што она нешто кое што ја креирало таа болест, односно тоа е злоставувањето кое што било заклучено во телото на таа личност, се отстранило. Па така одредениот проблем, одредена болест или на кој начин да се манифестирало во телото, веќе нема плодна почва за да продолжи да расте. И се губи. Тие имаш моќта да ги запреш злоставувачките ситуации и луѓето злоставувачи. Понекогаш луѓето не препознаваат кога некој ги злоставува. Друго прашање кое што го имаме. Ја морам да се уклучим во свое искуство да пренесем после 3-4 течаја со Роком и да кажем стварно како су то феноменални процеси и кој е Роков простор за преношење и вежбање и да користимо те алате и поттицање да користимо све те алате кои су стварно феноменални за расчишќавање тог некog простора кој годинама носимо sa sobom, stisnutosti i
moje iskustvo je da sam stvarno i na zdravstvenom planu i na financijskom planu, na odnosu prema sebi, prema radu, na svim poljima dobijam veliko olakšanje i u hodu svesnost. Znači, ne moram da budem stalno u tim telesnim procesima da bi mi se nešto menjalo, nego stvarno u suštini u momentu kad se dešava nešto, da eto za 5 minuta može da se vežbam, a kažem evo godinama vežbamo sa Rokom i za 5 minuta dobijam svesnost o tome koja je to energija i kako to procesuirati i kako to deluje kroz mene, kroz moje telo, biće i neizmjerno hvala stvarno Roku na njegovim tim tečajevima. Thank you. Ти благодарам. Okay. Благодарност до Весна за споделеното неизино искуство. Thank you. Hvala. So, Hvala. Da, suštinu, da. Hvala. thank you. Hvala. So, for example, if any of you have any Например, ако questions некој about од the вас class, има you can прашања, turn to Margareta, може да се or обратите Vesna, на or Маргарета, на Angela, Весна, на Ангела, тоа with сум your јас, questions and со вашите прашања, or regarding the organization of this class that you или help доколку you. ви интересира So, нешто date is во the врска 13th, со организација на March, оваа and we обука, will let тие you може да know, ви помогнат. about the location as Датумите well. се од 13 до 15 март. So looking forward to meet you at the class and what will it take Настојуваме for да everyone се to видиме finally на and for all eternity класот to let go of any abusive и situation што in ќе your ни е life. потребно на And, секој од вас. what if, so when you have these tools and clearings, so you, Па of кога course, ги имате овие you can use алатки it for или yourself anytime клиринзи, because everyone receives the manual and можете да ги audio користите recording за of the себе class. So therefore, во секое време, а anytime you секако can добивате listen и it back, прирачник. read it back and run those clearings again and even run those processes on your body, on yourself. Материјалот ќе го имате достапен и во прирачник, ќе добиете и аудио снимки од самата обука, а и во самиот прирачник имате сите процеси и сите клиринзи кои ќе ги поминуваме. Па можете да ги користите и откако ќе заврши обуката. Thank you so much. Thank you for the ladies. Ви благодарам на сите. Amazing translation. Ви благодарам за преводот. Ви благодарам за прашањата. Па се гледаме во следна прилика. Thank you. Ви благодарам. We will send out the recordings. И ќе ја испратиме снимката. Hvala. Yes. Oh, yes. Yes. All right. Во So ред. this Thursday we are going to have a Па овој четврток evening class from имаме 7 to 9 p.m. It's called ќе имаме двочасовен Power versus, вечерен Control. час, And it's кој што all се about, вика моќ наспроти контрола. for example, imagine that Например, замислете дека like from the very beginning of your life in this environment, на самиот почеток во вашиот живот, вашето окружување, but everyone gets used to control. никој немал моќ врз вас, меѓутоа сите се научени Control, да ве контролираат. way of controlling life. This is what handed over to the next generation. But what control does, it creates less. It Меѓутоа, shrinks што контролата the- всушност прави, таа the крива situation. помалку. It makes the, let's say, if you try to control your partner, Доколку you пробувате make да your го partner контролирате less. If you try вашиот to партнер, control вие your го смалувате business, вашиот you make партнер. your business Доколку пробувате да го контролирате smaller. So it вашиот doesn't- бизнис, вие so го it is a смалувате вашиот generative бизнис. energy.
energy. It's not a generative Па контролата не е method. When you're добра functioning енергија, from не your е power, генеративна енергија. not controlling something, but from your power, then things starts to work. Things starts Кога to контролираме become нешто, greater and меѓутоа од expand нашата, out. од позиција на So нашата control моќ, is killing your работите creation, почнуваат да and експандираат. power will generate even greater. So this is an invitation. А We are кога going to контролираме have this, нешто, to our 2-hour ние evening тоа нешто го class смалуваме. online this Thursday. На оваа тема, And овој четврток please, имаме if you would двочасовна like to let go of the вечерна control обука. and you would like to take your power Па back ако сакате and да start си to ја work повратите and use вашата your моќ power, и да then, се this ослободите will од be an контрола, amazing evening class for би ве everyone who поканил chooses that. да ни So се if you would like приклучите. to let go of control and let go of anything, any dynamic that is sort of like killing your creations, and you are ready to make your life greater, come and join us. Па доколку сакате Thank you, Margaret, for да the го reminder. направите вашиот живот подобар, ве поканувам да ни се Thank you, приклучите. Angela. Thank you, Vesna. Благодарам Маргарета, благодарам Ангела, благодарам Весна.